Драги ученици, добар ден! Јас сум Виолета Станоевска, наставник по македонски јазик и литература во Средното гимназиско училиште Панче Арсовски од Скопје. За денешната ја училница ви подготвив презентација на тема Хуманизам и Ренесанса. Што всушност представува хуманизам и Ренесанса? Тоа е историски период што всушност представува крај на средновековието и почеток на новото време. Идеите на хуманизмот и ренесансата представуваат пресвртен момент не само во културната историја на Европа, туку и во светот. Овие идеи ги зафатиле сите сфери во севкупното живење на човекот, почнувајќи од науката, економијата, политиката, па се до литературата. Хуманизмот всушност представува идеологија на Ренесансата. Тој е нејзина филозофија, односно нејзин поглед кон светот. За прв пат се појавил во Италија во 14 век, а дури 2 века подоцна се појавил и во останатите земји од Европа, како што биле Шпанија, Франција и Англија. Самиот збор хуманизам значи љубов кон човекот, односно човеколюбие, додека зборот Ренесанса значи преродба, односно обнова. За појавата на хуманизмот и Ренесансата постојат неколку општествено-економски услови. Еден од тие услови е и развојот на европските градови. Познавајќи ја поволната географска положба на Италија, таа била една од најразвиените земји уште во средновековна Европа. Тоа ја овозможило брз развој на трговијата, а со тоа и брз развој на нејзините градови, како што биле Дженова, Венеција, Милано, Фиренца и други. Во овој период се појавила и една нова граѓанска класа, а тоа е буржуазијата. Буржуазијата всушност е граѓанска класа која што пред се ја сочинувале трговци, банкари и индустријалци, чија главна цел била уривање на феудалното општество и отфрлање на средновековната подчинетост. Географските откритија и научните пронајдоци исто така придонеле за појавата и ширењето на ренесансните идеи. Географските откритија, како што се пронаоѓањето на Америка и откривањето на новиот поморски пат за Индија, како и научните пронајдоци, како што се компасот, телескопот, барутот, хартијата, печатницата и друго. Со тоа добиваме една нова научна визија за светот, а тоа е против средновековниот догматизам и заверба на човекот во сопствените сили. Идеите на хуманизмот се одразиле и во литературата. Главни особености на идеите на хуманизмот во литературата биле отфрлање на средновековната идеологија, верба во човекот и неговата сила, љубов кон животот на земјата, проучување на античката литература и култура. Во овој период се создаваат оригинални дела со современи теми и мотиви, а се пишува на латински јазик. Најзастапени литературни видови во овој период се љубовните песни и епските дела во стих и проза. Ренесансата всушност представува едно продолжение на хуманизмот и се јавува нешто подоцна, некаде во средината на 15 век, исто така во Италија. Главни особености на Ренесансата биле преродба на античката литература и култура, но и на целокупниот живот, верба во слободниот човек и уживање во земниот живот, култот кон убавината, активноста, самоувереноста. Во образованието се отфрла црковната идеологија, а се воведува световната настава, односно природните и општествените науки. Во овој период расцут доживува сликарството, скулптурата и архитектурата. Најзначајно за овој период е тоа што писателите почнуваат да пишуваат
на народен јазик. Најзастапени литературни видови се лирската песна, епските дела во стих и проза, како и драмата во стих и проза, а писателите темите ги црпат од секојдневниот живот. Ренесансните идеи во литературата се одвиваат во 3 развојни фази, и тоа рана ренесанса, висока ренесанса и доцна ренесанса. За раната ренесанса најкарактеристичен е смешниот расказ. Тој всушност ја слави хитроста, предприемливоста и активната личност која што е ослободена од предрасуди. За високата ренесанса најкарактеристична е јуначката поема со рицарско-авантуристичка содржина, додека пак за доцната ренесанса карактеристична е пасторалната поезија, која всушност ги опева љубовните чувства на овчарите и овчарките. Ренесансните писатели пишуваат на народен јазик, за разлика од средновековните писатели кои пишуваат на мртов латински јазик. Со тоа, книгата во овој период станува достапна не само за одреден круг на образовани поединци, туку и за најшироките слоеви. Овој период дава и своји представници. Најзначајни представници од периодот на хуманизмот и ренесансата се Данте Алигиери, Франческо Петрарка, Джовани Бокачо, Томас Мор, Лодовико Ариосто, Торквато Тасо, Франсоа Рабле, Мигуел де Сервантес, Вилијам Шекспир. Сите овие представници со своите дела оставиле длабок печат во историјата на литературата. Тоа беше се за денешниот час на ученица. Ви благодарам на вниманието. До следното видување, до гледање.